Play In. Во тек се подготовките за 37-то издание на Интернационалниот фестивал за филмска камера Браќа Манаки. Отворањето ќе биде утре во 19 часот, а што ќе понуди програмата на овој фестивал, погледнете во приложение. Play In. Во тек се подготовките за отворањето на 37-то издание на Интернационалниот фестивал за филмска камера Браќа Манаки. Денеска во Битола тој ја објави целосната програма за годинешното издание на фестивалот, што ќе се одржи од 10 до 17 септември. 10 различни филмски програми, 150 филмови од 50 земји во светот, награди за животно дело, годинава за двајца великани на светската кинематографија, Роби Милер и Џон Сил, 14 врвни кинематограферски остварувања во конкуренција за златна, сребрена и бронзена камера 300, кој Благо Јакуновски Доре ги селектираше главно од водечките светски филмски фестивали во Кан, Берлин и Венеција. Тој годинава како директор на фестивалот рече дека тој ќе биде реализиран на најдобар можен начин и со позитивна енергија. Ова го понудија од Манаки. Градот веќе живее во духот на филмот, затоа ги запрашавме битолчани што ќе погледнат на Манаки, некој филм или можеби некоја креација на црвениот килим. Радо, со најголема жела можам да кажам дека поќе од секој, ама условите во кои што ќе се најди без моја кривица, било кој појќето можам да речем, зборвам за појќето, сигурен сум, сето тоа е невозможно пуста желба. Дали ја погледнавте програмата на филмови кои ќе се прикажат на ова издание? Вака нема смисла, јас сето тоа го разбирам. Секоја чест, мислам, се поздравено тоа од мене, сето тоа е добро, само вака се одзема внимание со други нешта што ми се многу поважни и се едноставно губи смисла, тоа е за мене како губење време едноставно. Што губи смисла фестивалот? Губи смисла за мене да се интересирам за нешто што не можам да го истерам до крај, просто кажам. Нема што да залетвам, што се вика да летам во облаци или да има многу за децата од добар израз, се што лета се јади. Не е, за секој не е. Значи можам да кажам навистина на црвениот тепих ќе поминам утре вечер во најнова креација. Тоа е значи како модна писта. Јас ова битолските средби, манакиевите средби ги испредувам со филмскиот фестивал во Кан, каде што има најмногу посетители, креација на модната креација и нормално утре ќе одам и јас каде што да огледам ослободувањето на Скопје во режија на Раде Шервеџија. Таму учествувам јас во тој филм, свирам и пеам и обавезно ќе присуствувам. Како беше искуството да се учествува во еден таков филм? Па јас во сите филмови што ги снимам во Битола учествувам во музичкиот дел и навистина беше прекрасно чувството да се учествува во снимањето и пеењето на песните што беа побарани од моја страна со нормално со екипата која што организирав таму. Креациите не ме интересираат, а филм сигурно. Ја погледнавте програмата? Ја видов програмата, ама уште не сум баш во одлучен што ќе види како ќе види. Може би да. Се извинете се брзано. Креација на црвениот килим. Единствено за тоа ќе се фокусираш или можеби ќе погледнеш некој од филмовите? Бев лани да гледам филма и може ќе одам и оваа година. Дали ја видео програмата за оваа година? Не. Дали повеќе сакате да погледнете филм или би оделе да ги погледнете креациите на црвениот килим? Облеката која ќе ја носат? Облеката. То не е битно. Битно е филмовите, да речеме. Дали ја погледнавте програмата за оваа година? Не, се уште не, од утре. А дали имате план да посетите некој филмовите? Секако. Вие? Ќе одите да погледнете филмови или можеби креациите на црвениот килим? Повеќе филмови. Филмовите повеќе? Да. Погледнавте вие програмата за оваа година? Немам гледано уште не. А ќе одвоите време да изгледате еден филм барем? Мислам дека. Не знам уште сигурно. Имајте убав ден. Play In.